Здраво, здраво, здраво! Како сте, мои луѓе, добри ли сте? Се надам дека сте прекрасно, дека сте добро, затоа што јас се чувствам прекрасно, преубаво. Прво, студиото ми е толку комотно и прекрасно и убаво. Секој сабота кога ќе си дојдам, викам едва и чекам да дојдам во моето студио, затоа што Шопска шоу со Томче е едно неверојатно место каде што сите сакаат да бидат. Гостите кои ќе дојдат тука, вика, ова е прекрасно место, јас сакам пак да дадам гости, не може, викам само по еднаш може. Се извинам. И сега кога станува збор за саботно издание, сега вие си викате пак Томче ќе носи некаде на доручек и пак некаде ќе гледаме како он крка и колку убаво си поминува и колку убаво ужива во храната која што му презентира таму. Не е точно. Јас само ќе ви најавам дека оваа сабот имам специјално издание за вас. Станува збор за коктел бар. Speak Easy се вика. И сега што е интересната приказна? Само на кратко ќе ви чепнам нешто малку ќе ви кажам. Интересната приказна е дека овие барови потекнуваат од 60-тите години на минатиот век во Америка, значи кога бил Ал Капоне, кога биле сите други, немој ти мене, знаеш, јас сите ги знам, јас сум вака шајка со овој што ги тепа сите со онако, и кога се правело, кога е била нелегална дистрибуцијата на алкохолот, кога бил забранет, па се барале бандероли, па они правеле нели дестилати, па после тоа ги носеле и така натаму, и па тогаш се правеле барови кои што биле скришни. И кој што моментов, никој ти деш, не звониш, туку светка. Тк, светка и влагаш натре со шифра. Шифрата за оваа недела Шопска шоу, запамти Шопска шоу со Томче. И по барите дите Speak Easy каде има бар. Нема никаде на овие простори, само кај нас и на уште едно место. И ја отидов токму во тој бар, за да ви презентирам кои се коктелите кои што ги одбравме за почеток на денот. А ја нема да ви кажам повеќе ништо, односно ќе ви кажам, бидете на фреквенцијата на Канал 5 телевизија каде што сте, убаво сместени во вашите места за гледање Шопска шоу со Томче. Зимате вашите најубави пијалоци во рака, после ова нема да ви бидат вашите најубави пијалоци најубави, затоа што има и поубави, ќе да знаете, и гледате Шопска шоу со Томче. Епа, ајде. Тарам! Јас идев полека и дојдов до едно место, но се слушнав дека имало некаков бар, коктел бар, ама во направен, знаеш како, во некоја таква замумулена, загугулена некоја атмосфера кај што многу тешко да дознаеш за да можеш да влезеш. Бара Лозинка. А што бара Лозинка, него работата е што таму се држеле одредени правила, мораш да бидеш дотеран, мораш да бидеш како се дотеран, да бидеш пристоен, бидеш културен, имало коктели, професионално све, мезење убави. А знаеш, јас сум слаб на мезе си е феноменална македонска работа, значи како да ти кажам, и да не си гладен, моветов ќе си къснеш мези, и да си гладен ќе мезиш, па после пак ќе јадеш. Значи тоа е што да ви кажам. И ја тука паднав одма мезиња со коктели и викам дај да видиме каде е, кај се наоѓам, и рекоа дека тука некаде било нема каде. Не е тоа. Еве го тука, ама за да можеш да влезеш, мора вака два пати. Како вика, поштарот звони два пати, Томче звони три пати. Еднаш, два пати, три пати. Зашто звониме? И не ова звонче. Ќе дознаете за момент и да не бидеме нетрпеливи, да не седиме во неизвестност, одма влагаме да дознаеме за што станува збор. По мене. Поелете? Така, јас одма знаем, викам која Лозинката. Здраво живо, Филип, како си? Добар да си? Добро те најдов. Кажи ми, дали има вистина дека ова е таен бар, мовето што не е толку замумулено, загугулено, ама пак да биде на отворено, да го знаат, ама да не го знаат многу луѓе? Самото име нели да го кажат, Speak Easy. И од за оваа недела Лозинката е Шопска шоу. Да. Добро, за друга не се менува на еднаш недела Лозинката. Па да, секој недела менува, да. Така. Добро, супер, одлично. Одлично, па да се раскомотиме и да седнеме кај што треба. Некој проблем?
Па ја мислам дека е вистинско време за еден убав коктел, а со мене како соговорник во саботното издание на и ова утро, саботно издание на Шопска шоу со Томчи, и сме во малце поинаква атмосфера и самите знаете уште од самиот почеток. Со мене како соговорник имам Филип Арнаудов, председател на Бармени асоциација во Македонија, за Бармени асоциација или Издружение на бармени во Македонија, и еден од луѓето кои што во Speak Easy се број еден, фактор број еден, он пали, он гаси, он тука како ќе каже така е. Добар ден. Добар ден, добро дојдовте. Добро ве најдовме и вака сега мене ме интересира Филип, ако кажеме дека во Шопска шоу ја презентираме од Сабајле нешто што би било добро и погодно за доручек, за ручек, во недела иде ручек, во сабот иде доручек, меѓутоа ќе речат луѓе, добро, како сега сето ова спаѓа или како се вклопува во целата приказна со македонскиве работи, со македонскава кујна, кулинарство, гастрономија, или имаме како ја вклопуваме приказнава со коктели во Шопска шоу. Ја би кажал, страпете се, ке дознаете, нема одма се. Полека иде приказната. Првично, мене ме интересира Speak Easy. Зашто Speak Easy и од каде името на коктел барот и како почна целата идеја за коктел бар во Македонија? Како почна целата идеја? Значи, јас се занимавам со оваа професија веќе 25 година. Така. И нормално, како и секој што се занимава со професијата, ми беше желба еден ден да отворам свој бар. Прв бар кој што го отворивме заедно со мојот ортак на времето тогаш, со Дарко, го отворивме, се викаше Коктел Рум. Значи беше едно малечко место и беше интересно, значи беше место, иако мало, имаше најголем избор на алкохолни пијалоци во цело Скопје, можам да кажам. Беше многу шарен барот, интересен, и потоа ни понудија една друга локација за бар. Ја нема видено претходно локацијата, кога ја видов таа локација, значи иначе тоа е претходната локација на Speak Easy. И викам, ова е идеално за Speak Easy бар. Сега, што е Speak Easy? Значи, што е целата приказна позади Speak Easy? Значи, минатиот век, во времето на прохибицијата во Америка, кога бил забранет алкохолот. Јас знам кој бил главен играч таму, Ал Капоне. Токму така, значи Ал Капоне. Да, нели, луѓето нешто кога е забрането сакаат повеќе да го имаат. Нормално, нели, зашто да не? Да, и за да продолжи забавата луѓето, нели, да продолжат да се забавуваат, ги формирале тие така наречени Speak Easy барови. Што било финтата со тие Speak Easy барови? Значи не биле на улица, не биле да се гледаат, него биле некои скриени места, потесни, со качиња улички, и кога ќе стигнеш до нив, за да влезеш, мора да знаеш лозинка. Значи, ако ја знаеш лозинката... Затоа јас со лозинка влагав преска, викам јас, зашто барат лозинка тука, викам, зашто нема јасно да пише Speak Easy, значи, зашто не е коктел бар, кажано како што, ете зашто била целата работа. Да, и во тој период така функционирале тие Speak Easy барови. Сега, што се случува? Значи, негде на почетокот, пред околу, да кажеме, 15 години, така, максимум 20, ама толку пред 15 години, во Америка се отвараат, во Нью Йорк се отвараат Speak Easy барови, нели тој концепт го зимаат на скриени барови, каде што, пример, кога ќе поминете од надвор, воопшто нема ни знак, ни представа дека е бар, и се фокусираат пред се, нели, на класични коктели и на твистови на класични коктели, и тој тренд продолжува, и периодот е пред некои 14-15 години, кога го видовме тој простор, викам, ова е идеално место за Speak Easy бар. Така решивме да го земеме тој концепт, нели, да направиме Speak Easy бар, и мислам дека во регионот, не само во Македонија, во регионот сме први кои што имаме така. Тоа сега ќе те прашав, дали има Speak Easy бар некаде на друго место низ Македонија, или мабетове околниве земји што се Србија, да речеме Босна, Хрватска, Грчка, Албанија, мабетове дали некаде има Speak Easy бар кај што можеш да отидеш да кажеш лозинка, да влезеш, мабетове да биде скришно, јас ќе се убаво лабавено. Во околните земји веќе има, значи вакво кај нас имам некои моменти дека почнуваат нешто да прават, нели, како концепти, да го направат Speak Easy концепт, што, нели, ме радува затоа што нели, се шири целата приказна. И во принцип гостите кои што се запознаени со тој концепт знаат дека таму треба да очекуваат, нели, освен убава атмосфера и многу квалитетни коктели.
Токму така, значи ние сме дојдени на вистинското место. Мене ме интересира понатаму, тоа е приказната спикизи, тоа е приказната со целиот коктелбар и како започнува. Меѓутоа, ти си во целава приказна 25 години. Колку време постои спикизи? 14-15 години како што разбрав јас. 14-та година. Више ние ги гледаме како сезони, че ние 13-та сезона веќе вегуваме со годините во 14-та. И бевме 10 години на друга локација, во парк бевме во на фамозна куќа МЦМ. Така. Да, но нели моравме да се префрлиме таму и дојдовме нели на сегашна локација која што пак нели го задржува. Не каже каде има да не бе ќе ви кажеме, не сме да толку скршни, само да знаете лозинката кога ќе влезете дека е таа што кажав ја. Кој виде на почеток виде, кој не виде, нема влез, нема ништо, ќе си седи надвор, ќе си чека. Филип, ме интересира сега друга работа мене. Се концентрирате на тоа да му биде убаво на секој некој што ќе дојде, да има пријатна атмосфера, да знае дека тука може да очекува квалитет на коктели, квалитет на пијачки, квалитет на сето она што ќе биде послужено и што ќе биде принесено пред него. Нема тука од оние стари кафански или бахалски финти малку да се надополнува, да се вака, да се она, тоа ништо све, тоа го забораваме, значи тука идеме само со квалитет и со она што едноставно значи и зрачи со убавина. Значи кога ќе земеш, кога ќе се напише на пијачка, да ти биде убаво една, нека биде малку две, нека бидат, ама да бидат онакви што се вика од душа, од срце направени како што треба да ти исполни малку мерако да ти го направи. Да ужива, да. Па тоа е идејата. Значи нели целиот фокус ние имаме мени. Секоја година, да кажеме, го менуваме менито, сега имаме малце поголемо мени. Значи, моменталното мени е со 24 коктели. А имате и такво, значи имате ограничување, значи добро, а колку? Немаме ограничување, но моменталното мени што го нудиме е со 24 коктели, каде што го поделивме во 6 категории. Така. Значи имаме категорија на комерцијални вкусови, значи вкусови што претпоставуваме дека би им се допаднале на сите. Така. Имаме категорија со малце појаки алкохолни пијалаци, значи појаки алкохолни коктели. Имаме категорија со слабо алкохолни. Има безалкохолни коктели? Има и безалкохолни, имаме и таква категорија каде што можам Тоа се вика во однос на алкохолизмот, а вегетаријанци. Или вегани, да. Но тоа што е интересно, и тие коктели не ги правиме да бидат со сокчиња, него користиме безалкохолни бази, што е моментално тренд. Така. Светот, значи буквално има безалкохолна замена за джин, за рум, за текила, значи работиме со. Значи веќе работите со некои соодветни замени кои што И дури ако не му напоменеме на гостинот или на некој што ќе го проба коктелот дека нема алкохол, он го чувства вкусот исто како да има алкохол. Слушај, ова вашево нема алкохол, ама мене ме стигна и ја не можеш да си изјазнам каде е вратата ми покажете. Да, знае да има пласибо ефект кај некој ако го проба, ама со вкус воопшто не заостануваат нели со алкохолните коктели и е многу добра прилика за луѓето кои што од било каква причина не сакаат да конзумираат алкохол, да не пијат нели сокче или кисела вода. Така издаго веќе малото, зашто да не се подружи и да го има истиот вкус, меѓутоа без алкохол и без точно така. Дополнителни ефекти после тоа. А и нели некој ако си внимава, пример, ако дојде со автомобил или вака, да може сепак да ужива, да го има исто. Кој го сопре полиција, колку коктели испи? 4 испив, успех изјама без алкохол не беа. Може да дувам колку сакаш. Мене ме интересира се на почетокот кога почнавте беше борба за да ве дознае клиентела, да ве дознаат луѓе, да едноставно создадете круг на луѓе. Како го градевте, како ги биравте клиенти и луѓето кои што доаѓаат или како они ве одбираа вас? Како се расшири целата приказна? Па полека, нели нормално. На почеток кога отворивме, како и секој угостителски бизнис, нели тешко е да поготово кога представуваш еден нов концепт кој што не бил претходно познат кај нас. Полека луѓето го дознаа, нормално, нели, социјални медиуми, сите тие работи си влијаат. И тоа што е интересно, што и во на претходната локација тука гостите што ќе го дознаат ова место, малку се седишни си го чуваат за себе. Сака да Не кажам ја да ми дојдат се живо да ми се набутат тука во коктел бар, да ми како ти кажам, да ми труја, да ми го гнаси барот, ма да сакам убави луѓе, само јас си знам и толку. И си уживаат во око што го ценам тоа, нели, од нивна страна. Така.
И што е многу интересно, поготово последниве години, многу туристи, да кажеме, луѓе од страна го наоѓаат барот и дури многу полесно наоѓаат локацијата него нашите гости. Да, пошто онака скоро сите што доаѓаат или странски гости се имаат тагнуваат тука. мапирано место дека треба да дојдат тука. Ништо, очекувам да ме изненадиш со избор односно изборот да биде твој, бидејќи јас не сум вичен, не би може да ти кажам што да презентираме, што да покажеме, а вие, мили драги мои, нема да бегате нигде, бидејќи сега следат оние неколку инсерти како се подготвуваат коктели, како се едноставно спремаат некои работи и така натаму, тоа што го прави како магија Филип позади шанкот, а веднаш после тоа и моментот на дегустација, моментот на вистината. И дали има вистина во тоа, дали ќе излеземе или ќе излеземе како што сме велеле како господа дотерани стокмени средини, господине само овој правец, движи се и не бригаје ништо и терај. Не, се шегувам, ќе видиме, меѓутоа во секој случај ќе ви пренесам искуството како и колку е вкусно се тоа што ќе готоваме. Тука стално доаѓа мојот близок пријател Джеймс Бонд, ама скришно, пошто спик изи, нели таа ти стиснеш, дојде, никој не се знае. И он дегустира тако што е мартини, он дегустира од тие таквите македонски пијалоци, поќе сака, он поќе на варена ракија и на такви. Он кој ќе дојде вика од мартини ми е брат, доде, веќе. Кој ќе треба за мартини и вика не, дај вика ја малку варена ракија, нешто ракија со вишна и така натаму. Сега да ви кажам јас за кои 6 коктели се одлучиме денеска и што е тоа што ќе го дегустираме, односно што е тоа што ќе го пробаме. Ова е чили биц, ова е греј со мајли, 4 Star згорбет, белезгија, македонскиот коктел, запамтете го. Ова беше само мојот пријателче, повиќе пријател, сега ќе ми каже. Момент само, не сум знал кои коктели биле. Тоа е Pocket Pistol и се разбира на крај имаме тоа што ви го зборев во самиот разговор со Филип, Rusty Nail или рđosana шајка или така, добро, рđosana шајка, така во буквален превод. И сите овие коктели се интересни, освен овој што е Rusty Nail, е коктел кој што може да го најдете на секаде ни свет. Кога ќе кажете рđосан клинец, секој пат ќе ви донесат тоа што ќе го добиете тука. Ево. Меѓутоа, Pocket Pistol, белезгија, 4 Star згорбет, греј со мајли и се разбира чили биц, може да ги најдете само на менуто во коктел бар Speak Easy и само тука на ниедно друго место. Зашто? Затоа што тие се македонски коктели, со македонски работи направени. Тоа е македонско мени, специјализирано, мислено, стокмено од Филип и компанија. Дали компанија или само Филип ги смислил, тоа он си знае, меѓутоа се смислени, се стокмени, се направени, за да може да ги едноставно да функционираат, да бидат со македонски производи. Еве, ако ви кажам дека греј со мајли е коктел кој што е направен од згоре, ова што го гледате тука е кожа од не од човек, ова е кожа од малини или од капини. Значи како се прави таа, ми објасни малце Филип, мика се прави прво сорбе, а после тоа се остава да онади да се како желе па да се исуши. Па после тоа го сушиме, го дехидрираме, вика, и добиваме, вика, како кожа, вика, вкусно, убаво, со коктели иде, вика, комбинација, што да ви кажам. И сега, мили драги мои, доаѓа моментот на вистината, кај што идеме прво со чили биц, како прв коктел. Чекаме, што со чили биц? Македонскиот коктел ќе си го пробам ја прво, тој со ракија што за да појде да си за него изненадиме желудникот со други странски работи што не ги знаеме, прво со ракијата. Да удриме тука. Значи, како што можам да идам, има значи кора од лимун, има зелена смоква, сладко од зелена смоква, значи зелена смоквичка убаво направена. И сега
Таа може да биде као во ред, супер, нема проблем, ќе појдам јас со ова. Одлично. Мислам, ако веќе сум го пробал тоа, доаѓа на ред алкохолот, па на здравје, да сте ми живи и здрави, македонски, како што иде по ред. Прекрасно. Една работа што треба да знаете е дека коктел никој пат не се брза, секој пат се конзумира полека, во атмосфера како што е Speakeasy, коктел бар, каде што си доаѓате и си уживате на тенане во сето она што го има атмосферата да го понуди, а се разбира и Филип како пијалаци и се разбира тоа што го имате на менито како коктели. Следно што би пробале е затоа што ова влече корени од некаков италијански пијалок коктел што ми го спомна Филип, меѓутоа ова е нешто што он го има направено автентично, македонско, смислено, искреирано тука за менито специјално, така да може оддалеку да наликува на нешто таму италијанско, меѓутоа не верувам. Ова е 4-star згорбет и сега да видиме како тоа има вкус, бидејќи од тоа што можеме да зидаме многу благо, односно не многу благо, меѓутоа има одредена блажина која што едноставно прави да пиеш се повеќе и повеќе, меѓутоа не треба да се заборавите затоа што знаете како благото доаѓа после половина час да наплати сметката. Ракијата е так, знаеш што имаш. После пола сат ќе да ќе дишко сметката и после тоа не можеш да си идеш до дома. Браво. Па земеш пак Грейс Омајли. Грейс Омајли, тоа е. Во него некаков ритам и сега дали тој ритамот ќе биде джез или ќе биде блуз или ќе биде рок, зависи од вас. Браво. Браво. Да живе Македонија. Така е. И влагаш, се олабаваш, вака си креваш нозе, рацете си креваш мото вака. И кажеш, што ба. Убаво, како што очекував. Да знаете дека прв пат го пробувам радиосниот клинец тука, воопшто прв пат пробувам и има прекрасен вкус. Сега што ќе ви кажам? Ќе ви кажам дека и постои можност, значи, кога ќе дојдете да порачате пијалок во Speakeasy коктел барот, да ви стават печат на мразот. Значи мразот го прават во коцки. Прво идат коцки вакви големи, па има едни помали коцки, па долги се, па едни се кратки се дебели и кога ќе ги стават вакви кратки чаши, и до згора стават еден печат и како што се топи мразот, се топи коцката, така моето печатот остава знаки, пише има петел, логото на Speakeasy, пише дозола Speakeasy. Убавина. Уживаш и за очи уживање, и за едноставно за сите сетила што се во устата, вкусот, го чувствуваш, ги чувствуваш сите оние убави пикантни работи што се ставени, што се донесени, што се едноставно мирудиите, зачините, сето она што го прави тој коктел убав, ги чувствуваш. Не можеш да ги препознаеш затоа што не сме во таа бранша, не го работиме тоа, не сме во тој сегмент од животот, не сме се насочиле во тоа, меѓутоа па на крајот да грешите и не мораме да го знаеме. Битно е кога ќе го пробаш да биде убаво, да биде вкусно. Топло препорачувам да дојдете за кросфит, за бодибилдери, македонскиот, марапун нема, шегувам Грейс Омајли, значи лајт варијанта на коктелче, исто чили биц, исто полесна варијанта на коктел, кој што може да го освежат и да ви го започне денот со, вие можете, ако сакате, може да си донесете некако геврече, да си донесете некако чипсче, на страна скришно отвора што на јадеш и после тоа пиеш коктелот, за да не ти биде малку, ако не ти е доволно мезето, ако си по мезе, ако сакаш малце поќе да мезиш или ти си порачаш втора тура на мезе. Токму така, а за сите оние кои што се шкоти, кои што живеат во шкотски пијалок и кои што се добри луѓе по природа, затоа што јас не сум видел лоши луѓе, посебно Шон Конери во ова што беше во Джеймс Бонд, ми бил, како да ви кажам, еден од омилените ликови што го има играно Джеймс Бонд, така да сте ми живи и здрави, на здравје.
нека деновите што следат ви донесат убави работи и нека да не заборавите утре да следите, нели, имаме неделното издание на Шопска шоу со Томче, каде отидаме руче, каде побаравме. Тоа мора обавезно да го пратите. И не му кажувате на колегава Томче што е од студио, која е шифрата, ќе дојде тука, све ќе испие. Осте го тој. Тој се прави дека ништо не пие. Тој пие, за двајца пие. Значи, не му кажете која е шифрата, а јас сега ќе се одјавам од тука и ќе ви кажам дека Шопска шоу со Томче од терен тука толку сега за сега. Ќе слушнете, вие нема да бегате нигде, затоа што не е толку од мене. Инаку сега ќе слушнете информација од околу занимливости и интересни податоци или факти кои што може да ги слушнете, што се во непосредна близина на Speak Easy коктел барот, кој што може да ги посетите, затоа што сето ова може да носи одредена калориска вредност. Значи калориите кои ќе ги унесете мора да ги потрошите, да има каде да ги потрошите. Мислам се на вас, мислам, нема да мислите дека го оставам така. Така да, на здравје за тоа, на здравје за во чест на Филип, затоа што успеа да подготви вака прекрасни убави коктели. И се разбира на здравје на сите вас кои што не гледате и напратите ова саботно издание, а сега да слушаме колегата Томче што има да каже за знаменитостите и после да го видиме колегата Томче од студио што има да каже за да заврши цела ова прекрасна емисија, ова саботно издание на Шопска шоу со Томче. Зашто? Затоа што не треба да заборавите една работа. Каде вкусот има шоу? Во Шопска шоу со Томче, токму така. На здравје нека ви е. Кога станува збор за знаменитости кои што можете да ги посетите, кои што се во непосредна близина на коктел барот Speak Easy, каде што откако ќе нели пробате и да дегустирате дел од асортиманот на коктели кои што ги нудат во нивното мени и се наполните вие со протеини и со калории, во тој случај каде може да отидете се следниве дестинации. Едно од највпечатливите места во центарот, буквално патување низ историјата на Македонија, музеот на македонската борба. Што може да се каже? Одлично е за доколку сте турист кој што е од надвор или пак сте наш човек од натрешноста на Македонија, сте од Скопје, а не сте биле во музеот на македонската борба, да го посетите местото, да посетите коктел барот, да се охрабрите со еден родиосан клинец, Растинел или со една Мара Бунева или со не знам некој од коктелите што ви ги презентираме, Покет Пистол и така натаму и да дојдете после тоа да влезете во музеот на македонската револуционерна борба и да дознаете информација плюс за историјата на македонците во минатото. После тоа, можете да отидете во Македонската филхармонија. Има модерна, архитектонски впечатлива зграда, сосема различна од старото Скопје, модерниот дел, модерното, урбаното Скопје, што е изградено пред 10 години. Во близина се наоѓа Македонската филхармонија, една од најубавите модерни градби во Скопје. Тука може да доживеете врвна музика, концерти и културни настани што му дават посебен ритам на градот. Во старата скопска чаршија го имаме Даут Пашин амам, стар турски амам претворен во уметничка галерија. Прекрасна понуда за почеток на денот. Не мора тоа секој пат да биде некаков бурек, некаква прженица, некаков омлет или некаков сендвич. Може тоа да биде, се разбира, некаков коктел, некаков пијало кој што нема да ве отежни со многу алкохол, да едноставно ќе го хидрира организмот и ќе ве направи да се чувствувате убаво. Да може да го разгледате градот, едноставно да имате сила за да стасате до друга дестинација која што ќе ги исполни вашите очекувања и апетити. Јас тука би го завршил и комплетирал ово издание на Шопска шоу со Томче од терен, а сега колегата Томче нека превземе во студио. Колега Томче од студио, нека ти е на здравје и убаво, со убаво да завршиш емисијата, да му кажеш на сите и за Facebook страната, и за Instagram профилот, и за YouTube каналот, за се да му кажеш, да знаат каде да не пратат луѓето. Ве поздравам вас и се гледаме во утрешното издание на Шопска шоу со Томче, каде ќе демонстрираме исто македонски национални интереси и Интернационалниот институт за македонска кујна, храна и кулинарство. Ама тоа утре, нели? Сега, за сега толку. Поздрав. Ај што си, Шопска, ај што си добра, која емисија? Томче, ај што си добар, најдобар си ти за неа.
Така, и сега ќе речете, од каде за Шопска има песна? Има поќе песни за Шопска шоу со Томчето, вие не сте слушнале. Слушате кога ќе гледате некој пат репортажа, некоја или видео прилог некој, слушате во позадина која песна иде и ќе ви евоцира спомени и ќе ве потсети на нешто македонско традиционално. Еве го видовте сега колегата Томче, он беше во Speak Easy, направи таму коктели, па сега има тука преписка и не преписка, туку вербална недоумица и консултација, дали било 30-тите, дали било 60-тите. Ја ќе кажам во времето на прохибицијата, па вие сега верувате дали е тоа 30-тите, 60-тите, 10-тите, 20-тите или така натаму. Чекај малку да го наместите микрофонот. Се шегувам. И токму така, во тој период се случило сето ова, се формирале такви барови, ги има такви барови низ цел свет. Доколку нешто не ви е јасно, ќе ви се разјасни. Јас само ќе ви кажам дека цената на коктелите од 350 до 450 денари. Не се нешто кој знае што скапи, ама не се ни нешто кој знае што ефтини, ама па затоа па и одбрана клиентела. Отидат таму 10 на 15, 20 души, тоа е доволно за да може да си поминете убаво, да си поминете прекрасно. Поентата што е? Ја и ти буци кои ќе отидеме таму, си седнуваме и си правиме муабет не за работа, не за жени, за женски, за други, за компирчиња, за пофрит, за нешто како ќе работиме, ќе креаме куќа, ќе правиме нешто. За знаеш како, за други работи, не за жени, за деца, за нешто што прави да се чувствуваме убаво, радосни, кефни. Како беше тоа последното видео што го видов, вика земав жена една сликана на слика со мажот и вика зема му кажав на ChatGPT, направи го маж ми среќен зашто вака сликан. Направи го маж ми среќен. И вика го ја тргнал не за сликата, го ставил мажот со 3 други жени и настран мажот среќен. Па нормално бе, како да ви кажам. Нормално, после тоа среќни не биле мажот. Не, мала промена треба, значи. 3 за 1 ги менуваш и после тоа реципроцитет, да има баланс и се средуваат сите работи како што треба. Саботното издание на Шопска шоу со Томче тука заврши. Нема да заборавите да ја посетите нашата Facebook страна, нашиот YouTube канал и се разбира нашиот Instagram профил. На YouTube каналот можете да начекате повеќе видеа што ги има од претходните од почетокот на сезоната на Шопска шоу со Томче и да видите каде до сега сме минале, каде сме биле. Не ве препрашав кој ќе видам, ама ќе си разговараме за вкусови за храна. А се останато си знаете. Кликате лайк, сте дел од нашето големо семејство на Шопска шоу со Томче и продолжуваме понатаму. Зашто? Има зашто, ама ќе ви кажам кој ќе дојде време. Сега за сега ништо, само информација дека треба да кликате лајкови на Шопска шоу со Томче на Facebook страната. Зашто? Ќе ви стане јасно накнадно. Буци, каде вкусот има шоу? Од Шопска шоу со Томче на ниедно друго место, токму така. На здравје.